Секогаш кога ќе пристигнам во некој град купувам, се разбира ако се печати локален весник. Сакам да прочитам со што се преокупирани граѓаните, што е актуелно за нивниот град, без кои места и знакови не може да се замисли нивното секојдневие. Нешто од тука прочитав, нешто знаев, а нешто научив од литературата, што го опишува минатото, сегашноста и што ја претпоставува иднината на Струмица. Во вакви ситуации нештата ти излегуваат како што се вели на шпиц, ги гледаш на лице место бидејќи сами влегуваат во објективот на нашиот снимател. Тоа е Корзото. Илјадници сумичани се шеткаат по шеталиштето што го создала самата навика. Неговата должина растела со растот на Струмица. Така пред 60 години таа шетачка река имала само 100 метри, а со зголемување на жителите се зголемувала и го исполнувала целиот простор од плоштадот на Гоце Делчев до длабината на градскиот парк. Така пред 60 години таа шетачка река имала само 100 метри, а со зголемување на жителите се зголемувала и го исполнувала целиот простор од плоштадот на Гоце Делчев до длабината на градскиот парк. Навечер се разбира оделе малку понатака во паркот, од каде не можеле да допрат љубовните воздишки. Корзото тогаш била единствена забава. Младите излегувале да се сретна со пријателите, со посакуваниот некој некого да види, а тој да не знаете како гледа, некој некого да го зборува, некој на некого да му љубомори, некој на некого да му завидува. Понекогаш на Корзото се излегувал така на брзина, колку да се задоволи навиката. Така во домашна носија со скутина на налани. Тоа се викало налан Корзо. Излегуваш како што велат кај нас колку да ја исчешаш крастата. Сега Корзото изгледа како мравјалник. Рекол луѓе се слеваат од сите влезни краци на плоштадот, сите се на нога, а никој на работа. Ваква гледка да видиш во некој од западните земји мислиш дека цел град е на демонстрации. Ова колективно шеталиште од час на час се зголемува, се полни и од учениците на кои што туку им завршил часот. Некогашниот надпис што го видов на гимназијата Јане Сандански, Народна гимназија, ме потсети на старите времиња, кога власта велеше дека се е народно, а во реалноста најмногу беше неизино.